По мене апсолутно не. Нити тоа може да влијае на автентичноста на материјалите со кои што ние располагаме, ниту пак може да влијае на нашите постапки. Видете го овој момент. Значи се работи за исказ кој што уште не е довршен. Господинот Верушевски минатиот пат беше испрашуван директно само од страна на одбраната, па допрва на обвинителството, па допрва следува негово испрашување вкрстено од страна на одбраната. На крај судот си има право да поставува прашање од појаснувачки карактер. Читав и по медиумите дека господинот Верушевски дал некоја изјава дека материјалите претрпеле некоја модификација, меѓутоа толкување, односно појаснување за тоа што сакал да каже сведокот може да даде само тој. За нас како обвинителство автентичноста на материјалите значи воопшто не е спорна. Не беше спорна и не е спорна ниту за тие сведоци кои што на почеток примија некои материјали, ако се сеќавате, ниту пак тоа го спорат обвинетите во судските постапки. Имаше на почетокот пред да почнеме ние со нормално функционирање, само некои изјави на ТВ дека материјалите се сечени, лепени и монтирани, меѓутоа никој тоа досега не го кажал во судница. И од друга страна, значи се работи за материјали, односно за докази кои што не се изолирани докази во нашите постапки. Тие се наоѓаат подкрепа и во други материјални и вербални докази, сето тоа ја потврдува нивната автентичност. Тој вели дека бомбите не оделе преку него, туку директно во СДСМ на некој начин некоја спротивно на обвинението. Значи ви реков и претходно, појаснување за она што некој лице кажало може да даде само тоа лице кое што го дало исказот. Јас зборувам за она што е битно за нас и за нашите постапки, за автентичноста на материјалите. Се автентични. Никој тоа не го спори. И нема да влијае ниту еден начин на понатамошниот тек на нашите постапки. 3 години трае, очекувате ли брзо да заврши, сега поособено како се врати во основното обвинителство? Знаете дека динамиката на судење ја диктира самиот судија. Знаете и самите дека имавме на промена на судечкиот судија и термините ги даваат така на 3 месеци, што според мене е многу бавно, посебно за ваков еден по ситен предмет да кажам, за кој што е поднесено обвинителен предлог. Меѓутоа се надевам дека судот ќе најде простор и да го завршиме побрзо предметот. Има и тука.